Типичен мегахерц. Мачката прави мјау. А куќето прави аф. Добар ден, Детска драги мои. емисија. Ова ќе биде детска емисија за сите љубители на детските... Децата и на спортот и спортот во децата. Вика, дали можете да го замислите светот без мажи? Вика, да, но тогаш не би имало криминал и би имало многу среќни и дебели жени. Ова го рекла Мерион Смит, познатата манекенка на Викторија Секрет. Поздрав до сите манекенки на Викторија Секрет. Ми стигна сега порака, нема да кажам од кого, вели поздрави го Жарко, преубав е со новата фризура. Жарко, имаш поздрав оден на Ангелка на Викторија Секрет. Ангелка на Викторија Не Секрет. Ангелка од Штип. Одлично. Инаку за сите оние кои што се прашуваат што ден сме денеска, има и такви, ќе кажеме дека денеска е недела. 28 април, 118 ден од оваа година. Според Грегоријанскиот календар остануваат уште 247 дена да прославите каде Да, ќе одлучи славите дека. годината. Да прославите каде ќе ја славите, не седиш дома и прославуваш за тоа прославувам што дека си ќе одлучил славам. каде ќе ја Тоа славиш. ти е одлична идеја, тоа треба да се прави почесто. Прави почесто, да, затоа што луѓето ќе бидат Поведри. Поведри, така е. Не е ова време баш за смешки. Јас ќе речам само едно, а тоа е дека денеска театар комедија гостува во Радовиш со представата Име. така е. Сите што сте во близина на Радовиш и не слушате на Имате проблеми со името? на 89,4 повелете вечерва во Домот на културата во Радовиш. Така е, што не се вика Марко Цепенков, затоа што тоа е Домот на културата во Прилеп, значи во Радовиш се вика некако поинаку. Зашто би било глупо сите домови на културата или можеби не да се викаат исто? Што мисли за тоа, Атанас? Па сите и се вика Дом на културата. Така и така. Инаку 1950 година на денешен ден е роден Джей Лено, американски комедијант, Стварно? водител и продуцент, апсолутно стварно, да. Дами и господа, ние ќе оставиме малку со музика на безвременскиот Хендрикс и се враќаме за околу 2-3 до 5, максимум 10, преку Зависи сила од 15 минути. солажите. Така е, се враќаме. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате комишен мегагерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Валентин Костадиновски цртица Тино, односно во представата Вардарски пастови брзи, непочасти со джинглот снимен далечната 2016. година. Инаку вика, добро запомнете, важи за жените во однос на мажите, никогаш не му поставувајте прашања на кои не сакате да го да знаете одговорот. Мислам дека е легитимен фактот и треба да се Се согласувам колега Жарко, се согласувам точно, потполно си во право. Да, па- Беше интересен да го читаш тоа, ти беше како како малку тешко ти беше, ја држеше главата, не знам зашто. Вика, за сите оние. Ајде вака, ќе поставам едно прашање и ќе пуштам јавување во нашето студио. 02 31 31 332. Прашањето што сакам да го одговорите е што е тоа джентлмен. За сите оние кои што ќе го одговорат тоа прашање, ќе си добијат 2 гратиси за представата што се одигрува вечер во Радовиш. Повелете, нашите телефони се отворени. Што е тоа джентлмен? Доколку никој не се јави до крајот на емисијата, ќе ви го кажам одговорот. Пеач. Вака, репертоар за месец мај, може да прочитаме Да, така. сега. Во глобала како што гледам ова, месец мај е слободен месец за студенти и за средношколци. На 3-5 играме представата Нешто пропуштаме, слободен влез за средношколци. 4-5 стюардеси, слободен влез за студенти. 10-5 среда случајот Хармс, слободен влез за средношколци. 11-5 трудна приказна, слободен влез за студенти. 12-5 е име, таа се плаќа. И 16-5 е име во Сараево. Да, гостуваме во Сараево и Ако во сте- Бања Лука. Нака и Сараево повелете. Дами и господа, инаку Атанас, дали сакаш да доделиме и гратиси за Хармс? Како не сакам дам. Може? Ама секако е слободен влез за средношколци. Па добро, сите што не се средношколци сакаат да добиваат добијат карти. гратиси за представата Хармс. 4 гратиси веќе доделиме, значи по 2 на човек. Да, Ако два се по јави два. некој, денеска е тешко време за јавување, тешко дека некој ќе се. За ова не поставуваме ни прашања, само да се јавите и добивате 2 гратис билети за случајот Хармс, што ќе се одигра на 10.5. Во среда, 10 мај. Да, ќе ги Значи- добиете денеска, ќе можете да си ги подигнете до 10 на билетарницата на Театар Комедија со ваша лична Ајде идентификација. адреса.
И IP адреса, нормално. 02-31-31-332. Нашите оператори го очекуваат вашиот повик. Да, и можете да добиете и пасворд за Wi-Fi. А доколку Пак се јавите комедија. во наредните 3 минути, добивате ексклузивна можност да поразговарате со најубавиот млад актер во Македонија, Атанас Атанасовски. Жарко, не си ти? Добро, јас сум малце постар. А помлад си од мене. Помлад сум од тебе, уствари. Да, така е, помлад, така е. да. Помлад. А, имаме линија. Опа, само секунда. Чекај линија. Ало, Линија, добро. Ало. добар ден. Добар ден во програма сте, повелете. За карта? Чекај за карта, полека, со кого разговараме? Диме Велков. Со Диме Велков, добро. Диме, дали случајно сакаш да кажеш ти што е тоа джентламен? Или не мора? Не знам нешто око некој опинок со некој градски манири. Така, добра дефиниција, Диме. Одлично. Значи си добиваш 2 гратиси за представата Случајот Хармс на 10 мај, Диме. А билет... Фала. Само остави го името и презимето уште еднаш во режија, сега ќе ти исклучиме. Тука ти благодариме за јавувањето, брат. Благодарам. Има Поздрав, убав ден, убав ден. поздрав. Добро. Значи, Значи 2 отидоа. 2 отидоа опинок со селски манири, ова беше добро од Диме, а на крајот ќе го чуете одговорот од Лана Тарнер, но тоа на крајот од емисијата рековме, значи 0231313332, јавувајте се. Голем поздрав би сакал да упатам, да пратам и да пуштам до луѓето кои што не слушаат надвор од Македонија, ги има такви доста. Четворица. Четворица се, да, но ќе ги поздравам малку подоцна, сериозно ми пуштија порака, но ќе ја прочитам и рекоа за 10 минути затоа што да се собереле сите. Океј. Затоа потоа. Атанас. Значи гостуваме во Сараево и во Бања Лука. Во Сараево, да, гостуваме на еден фестивал што се отвара оваа година. Почнува со работење, не знам, се вика Насмевката, односно Насмевката на Сараево. Фестивал смеха. Да. Во смеху. Во смеху, ова ќе мора да се преведе ако сакаш да збориш така. како Значи, не. Нема, не. Јас само тако. Јас само така, знаеш. Добро. А смењето не го преведеш босански и тоа. И не повика како театар комедија да настапиме со представата Име. Таму ќе се представиме со таа представа, таа е во режија на Нени Дел Местре и се надам дека ќе поминеме добро и ќе биде весело и интересно во Сараево, бидејќи имаме и пријатели наши кои имаме линија. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Село Маријан од Скопје. Здраво, Маријан. Како си? Добре, вие? Ти се бендисува денешно петочно утро, попладне веќе. Па, добре, одлично. Па добро, да, ние сме тука да ве насмееме малце, да ве расположиме. Маријан, дали ти ќе сакаш да кажеш отприлика што е тоа джентлмен? Па, джентлмен би било господи некој што е многу добар со дами. Одлично, добро. Супер, да, 2 гратис билети за случајот Хармс на 10:05, само остани на линија за да ги дадеш твоите. Земени се добро. податоците, ти благодариме за јавувањето, брат. Фала ти, Маријан. Поздрав, друг. Поздрав, чао. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушаме на 99,3. И? Имаме слушателка. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Најверојатно нема слушателка, многу ни е жал што се исклучила. Доколку сака повторно да се јави 0231313332 е нашиот број на операторите. На операторите. Операторите. Атанасчо, дали знаеш дека иако Австралија не граничи со ниедна европска земја, значи не е ниту во Европа, сепак се надпреварува на Евросонгот, тоест на Евровизијата, каде што треба да се само земја од Европа. Зошто е тоа така? Затоа што така треба. Едноставно има македонци кои биле европјани некогаш и они сакаат да си бидат од друга држава. Така некако не е тоа сигурно, ама но окей. може да придонесе тоа дека таа е збирштина на повеќе народи кои живееле во Европа и сакаат да бидат каде што биле некогаш, нели? Апсолутно така. Иначе оваа година е 62-иот поред избор за песна на Евровизија, дами и Со господа. среќа нека ни е. И песната, Евровизијата, полуфиналната вечер ќе отвори грузиската представничка Тамара Гляшјаненс со песната Keep the Faith. Добро, од каде ги знаеш ви? Опа, имаме слушател на линија. Повик имаме. Повелете. Добар ден. Ало, здраво. Здраво. Тука е гледачката што се исклучи пред малку, па се јаве начекав пак. Здраво. Одлично. Како си денеска и со кого разговараме, ако сакаш да се представиш, ако не некој псевдоним кажи?
Да, се јавува Тања од Радовиш, ви се јавувам за карти за представата во Радовиш. Еве сега Жарко дека ти ги вети, Жарко нека ти ги даде сега картите. Да. Одлично, јас ќе се потрудам Не, да... јас ќе го обезбедам тоа, само ти ќе мораш да го оставиш името и презимето во режија и се гледаме вечер. Да, Воре- обавезно. Тања, Вака само, да. Кажи, повели. Вака, затоа што баравте дефиниција за джентлмен. Да, тоа сакав да те прашам, повели. Така, пошто сум лингвист, значи ви давам дефиниција од дигитален речник. Ајде, повели. Човек со чест, карактер и пристојност. Аха, одлично, добро. Затоа и доби гратис билети, за во Така Радовиш. е. Фала, Значи, фала. остави име и презиме во режија и ќе ја гледаш представата вечер, ќе се видиш со Атанас, со мене за жал нема, но во други прилики. Во театар комедија во Скопје со тебе. Апсолутно да. Убаво му кажа така и на неговиот Инстаграм профил Жак Дим, мајмунче Жак Дим. Се следиме со сите. Така треба, така Одлично, треба. Греот е одлично. да не го следиш Жарко во денешно време. Милане што се јави, Тања, има убав ден, па се слушаме и се гледаме. Фала и вие, па се гледаме. Поздрав. Ајде, чао, Чао, чао. Чао, чао, одлично. Инаку, дами и господа, Жарко дојдоа твоите што сакав преска да вработените во твојот портал Вајстина. Преска да кажам, дами и господа, значи не слушаат секаде. Моментално не слушаат во Германија и сакам во Германија да ги поздравам. Викаве, молам дечки, поздравете ги Јосип, Мајкл, Мато, Мане и Миле. Тоа е петторката. Миле, поздрав до Миле, јас само Миле ќе го поздравам. Така е, тоа е петторката што не слуша во моментов. Поздрав, дечки. Инаку, редовно не слушаат и во Австралија, како што може да Шпрехен си дојч. да кажеме, да, и во Дебарско-Полошкиот регион, дами и господа. Да, Радовиш вечерва треба да биде насмеан. Епицентар на случувањето. Така е. Радовиш вечерва ќе биде центарот каде што ќе се одигра представата Ла Преном или позната во Македонија како Име. Да, ало, добар ден, имаме на линија некого. Добар ден, Добар ден, со кого разговараме? Татјана на телефон. Здраво, Татјана, како си? Добро, одлично. Одлично, баш ни е драго што те слушаме во емисијата. Татјана, Да? Дали гледаш представи во театар комедија? Да, удам. Кога можам, да. одлично. А дали знаеш што е джентлмен, Татјана? Да, Повели. тоа е мачка личност кој што е културен, знае да се однесува со девојките, со жените, Жарко, значи. внимателен. Или Атанас, добро. Значи Жарко, ова е И он е дефиниција така. за Жарко, јас така ја гледам. Дали джентлмен знае да пее? Жарко знае. Да, знае. Па веројатно знае, да, ако треба знае. Значи тоа. Тања, ние немаме Не, имаме, ќе ти доделиме Што? и тебе 2 гратиси за представата случајот Харамс, дали е тоа во ред? Тања за Може, тебе? Тања? Во ред, фала. Ете така, супер. Ти благодариме многу за јавувањето. Име и презиме остави во режија само. Да, оставиш. Ете така. Супер. Да не сакаш Ајде, уште нешто да кажеш. Како? Да не сакаш уште нешто да кажеш, да не те прекинавме. Не, викам си на убав ден. Фала Исто ти, и на поздрави тебе. и колешките околу тебе многу. Чао, чао. Ајде, поздрав, ни беше мило што ни се јавија. Жарко, некогаш некои работи не се прават толку јавно, Во но добро, тоа ти емисијата. си знаеш. Па слушнав женски гласови. Да, слушна женски глас и почна да поздравуваш, знаеш дека ова се слуша секаде во светот. Да. И во Италија фаќа. Чисто. Знаеш си како ти е предавател. Провокации, постојани провокации. Јас сакам да ги поздравам. Не кем никој да поздравам. Поздрави некој, ајде те молам. Баба ми ги се ја поздравам. Не слушам, никогаш не слушам. Мислам, не слушам ни вака, не слушам ни радио. Ја би сакал да ја поздравам таа на баба што ни се јави од Гевгелиско село пред Да, неколку и јас ја емисии. поздравам. Ако не слушаш, бабичко, како викаше Атанас, те сакум. Поздрав голем до Гевгелија и околните села. Добро, дали ќе може режија да идеме со едно музиче кратко, па имаме слушател? Имаме слушател. Слушателка. Повелете во линија сте. Ало, добар ден. Здраво. Здраво. Здраво, како сте? Добро, Супер, како сте вие? Супер, одлично е, само се јавив да поздравам двајца джентлмени. Ве благодариме, не со кого изгоревте. тоа имаме чест да разговараме. Со Маја. Маја, па каде си ти, Маја, како си? Еве, супер. Работно. Работно со колешките на пауза, се дружиме и така. Супер. Поздрав до колешките од Атанас овој пат. Да. Да. Голем Ете. поздрав Маја до колешките. Ете така, Маја.
Маја, тебе... Маја, Не треба гратис, на друг дайте им гратис. Ја само одлично. и да им кажам сите да си одат во театар комедија. Ти Супер, благодариме ти Маја за благодариме, Маја. јавувањето. Имај убав ден и колешките твои нека имаат убав ден. Поздрав. Чао, чао. Чао, чао. Сакав да кажам Нешто. што е дефиниција за колешка? Што е стварно? Кој ти е тебе најдобар колега од театар комедија? Или општо од глумци, бе? Омилен колега кој ти? А како глумци? Па добро, не знам, како колега, Иначе од театар комедија, омилен колега, пошто ние сите работиме таму, ми Арбен. А како колега од глумците омилен? Арфен, мислиш? Арфен. Јас си го викам Арбен, пошто сме многу блиски. Имам право така да го викам. А иначе од колегите, па не би сакал да набројувам, има многу, да не се најдат некои повредени, но би кажал дека со тој што водам емисија ми еден од поомилените. Илија Илиовски. Така е, поздрав до Илија Илиовски. А ти така ги бираш Илија Илиовски, Атанас Атанасовски, Валентин. Валентин. Па многу да не се знаеш, мача. Замисли ти да беше Валентин Валентиновски. Катастрофа тотална ќе Ќе беа тогаш. многу случајности ќе се погодеа тогаш. А во случајности не веруваме. Вава и ат. Не бе, па Вава сме ја и он, Валентин Атанасовски и Валентиновски Атанас. Сеќаш? Вава, кој ги си добро. измикса. Така ги крстеа драгсторите по Скопје. Да, па и Прилеп, па ни цела да, општо таа финта што веќе ви ја проваливме, смислите нешто ново. Така е, нема драгстори веќе додека смислите финта отидоа драгсторите. Одиме со музика, режија и се враќаме во студиото со бомбастична најава за еден концерт. Четири, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. И што би рекол нашиот режисер Тонец Далибор, ова е најболјиот джингл што е икад направен. А иначе поздрав до луѓето кои што цело време се со нас, тоа се Дине Вучков и Далибор Зафировски. Поздрав, Така е. дечки, без вас ова немаше да биде тоа што е. Што би рекле, амин, амин. А иначе да знаете, денеска некако сме така расположени, мажите 4 пати почесто од жените стануваат жртви на убиство и 10 пати повеќе од жените вршат убиства, така да немојте да не нервирате. No. Не беше ова заканова, беше... Лош период, Жарко, за вакви муабети. Да, апсолутно лош период. Но како и да е, отиде у етеро, готово. Добро, не чува полицијата тука, мислам, некојаш чува, некојаш не се знае тоа. Ајде, дај да збориме Да. за нешто поведро како на пример времево. Како да, и времето колку е ведро, гледај. Се заведри облаци на сите страни. Темен облак се зададе на таа Македонија. Црна се чума зададе. Кој ќе се јунак чумата да ја растера, викаше познатиот наш поет, но јас ќе кажам дека добро почна емисијата, значи моето ветување дека е сончево секој петок и секоја емисија од 12 до 1, така тргна, но Беше до реклами, Сончо. беше до реклами, но рекламите си го направија своето, така да не можам да... Не можете вие, тоест, да ме кривите мене за тоа што се случува. My ladies and gents. Така е, дали знаете лек за главоболка? Не, ова е реклама што е платена сега да ја направиме, затоа ја почнувам вака. Да, не знае како треба. Да. Замисли така да те плаќаат, знаеш, да си Знаеш, кажеш. што, дали знаеш, ова ми е многу јако, ако сака режија нека ме цензурира, многу за бугарската реклама за Дурекс, знаеш како викаше? Искате да се чукате, а да немате деца, користете ги куробранките на Дурекс. Беше многу. Не се вика. Беше многу јако. Не се вика. Улошци Од режија ни пипи. кажија многу јако, да. Куробранките. Куробранките на Дурекс. Добро. Вака сега. Бранките. Добро, малце да се Малце конзумира хумор муабетот. и сатира. Сатира, да. Репертоарот, дали ќе сакаш ќе бидеш љубезен уште еднаш да го прочиташ? Се согласувам дека ќе бидам. Затоа што малце е поразречен овој месец. Да, сепак театар комедија оди на турнето, што ви рекле во твојата мила Бугарија, турнето. На турнето ќе одеме. Вели 3-5 представата нешто пропуштаме. Веднаш бавно работи интернетот, денеска е такво време каде што и за интернет треба да платиш.
Нешто пропуштаме 3-5, 4-5 стюардеси, 10-5 случајот Хармс, 11-5 трудна приказна, 12-5 име и толку. Да. Вардарски пастови, веројатно во другата половина, односно крајот на мај. Се надевам дека ќе биде представата, затоа што гледам тука на нашиот профил на Театар Комедија, прашувате кога ќе биде представата, тоа се надевам дека од управа ќе ја стават во вториот. Да, во вториот квартал на овој месец, дами и господа, се надеваме дека ќе се изигра минимум 2 пати, а инаку нашите зверови на Вардар вчера, дами и господа, направија еден спектакуларен успех. Се гледаме во океан. Да. Final Four, Вардар, една Вардар, дами и љубов. господа, браво, ги поздравуваме вардарци кои што срцето го оставија таму на теренот и голем поздрав од верните фанови Жарко и Атанас, еве и во етер и официјално и во ветер. И во ветер. Жарко, да побараме уште една нумера од прекрасниот Џими Хендрикс или сакаш нешто друго? Не, може да одиме со една нумера, така околу 3 до 4 минутки и ќе се вратиме со една бомбастична одјава, дами и господа. Аре, идеме. Ја сум Берзи, а вие слушате Комишен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Живо. Само весело да е. Добро, те молам, него прље Џими Хендрикс, кралот на The one and only. гитарата. Hey Joe, дами и господа. Поздрав до нашиот колега Алек од МНТ, го поздравувам неговиот подвиг со тоа што се вози со велосипед во ова наше загадено Скопје. И само што помина покрај нашето студио. Иначе, Hey Joe, дами и господа, беше специјална нарачка за група наши слушатели кои што се моментално собрани на водно и не слушаат со малце пивце. Така да, поздрав до нив горе. На здравје пивце. Да, поздрав до сите оние кои што сакаат црвени рози и кои што милуваат црвени рози, кои што сакаат да купуваат и подаруваат исти такви. Значи голем поздрав до нив. Атанас, би сакал да те прашам, Прашај слободно. дали ти знаеш што е тоа џентлмен? Не знам. Нешто Ти си да- валјда дефиниција за џентлмен, Не, затоа ја добро. градиш цела емисија сега да поентираме дека си ти. Ти си брат. Супер, јас сум Најдобар да. си. Но еве како би ме опишал мене, што е тоа џентлмен? Не знам, да кажи ја дефиницијата, те молам. Ја кажам на крај, те молам уште ти кажи. Еве, јас мислам дека ти си еден џентлмен, фин господин кој се однесува, како што рекоа нашите слушателки, добро со дамите и знае да пее. Така не е тоа Друго џентлмен. нешто твое сакам да кажеш. Како му е да кажеш? Според тебе, што е те прават интервју анкета тука надвор сега од телевизија Мартел и ти викаат што е тоа џентлмен. И Ќе ти им викаш, кажам, чекајте малце другари. од годината прошлата што беше. Чао те. Што помина, мислам дека џентлмен е ба. Значи вака, Лана Тарнер, дами и господа, ќе каже дека џентлмен е симпатична и треперлива зверка. И сега сите што се јавија вика, да бе, нема врска, ајде бегај таму, но... Она смислила 3 збора. Значи, Тоа е ова е така. според Лана Тарнер, немојте одма да се лутите, дами и господа. Џентлмен е симпатична и треперлива зверка, да си знаете. Ете Ми така. се јаде некој бургер опасен. И мене исто ќе идеме да јадеме бургари негде, а вика на жена и се потребни 20 години за од својот син да направи маж, а на друга жена само 20 минути за да направи будала од истиот. Класика. Атанас е мој драг, фала ти што беше и денес со мене во емисијата. Нема проблем, Жарко, тука сум јас во ова студио, кога сакате доаѓајте си, ќе си водиме емисии. Да. Така да, одавна не сме имале некој тука во студиото да седи со нас. Имавме минатата емисија Чичко Коле. Не, мислам како така случаен минувач. Случаен минувач одамна, да. Да. Еве да повикаме. Не. Да, добро, нека затопли уште малце време, тоа ќе викаме. А иначе, да, ви ветивме втора емисија со Коле, но не знаеме која тоа ќе се оствари, наверојатно кога ќе почнеме со снимање на вториот филм. А тоа ќе биде Набрзо. Да шпекулирам малце набрзо. Значи, дами и господа, ви благодариме што бевте со мене и со Атанас и ова поплан не очејувајте. Извини. Не очејувајте, бидете убави, бидете симпатични, бидете насмеени, што и да се случува надвор, вие останете во мудот на комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. 0,0, повели Атанас. Сакав да кажам, вашите билети ќе може да си ги подигнете на билетарниците. Морам да повторам ова и таму со ваша лична идентификација можете да ги земете.
и ќе ви стојат како карти до представата. Така е, а девојчето Тања што се јави од Радовиш, вечер на билетарата во Радовиш ќе може да си ги подели Кога ќе картите. стигнам во Радовиш, јас ќе ја пренесам информацијата и твоите билети ќе те чекаат таму Тања, Татјана мислам дека беше. Татјана, скратено Тања, вајда, не сум сигурен, но добро, како и да е поздрав до случајните минувачи што поминуваат покрај нашата. Благодариме што мафтате. Одлично. Дами и господа, ова беше Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски, или редоследот како што вие сакате, така ставете го. Датум на емитување на емисијата, мои драги, 28.4.2017 година, Радио Слободна Македонија. Чувајте се. Чао! Комичен мегахерц.